Благодарам. Ја не сум политичар во мојата 61 година. Сум имал прилики во многу политички партии, ме понудувале да стапам. Останав само архитект, уметник, дизајнер и сликар. Поред моите 7 самостојни и 5 крупни изложби. Ова што ние македонците го бараме за обединување, нема ништо посилно од сите различни политички партии да се концентрираат само на една обична слика и апликација. Тоа е македонскиот историски штит. Да се прашаме дали од 92 година, од 91 кога се донесе уставот, ние го усвоивме членот 5, каде што е првата точка грб дека има Република Македонија. Грбот ние што го знаеме од 1970 година на книгата на Матковски дека е лав поставен на штит, ние тоа не си го усвоивме. Во второто издание од 90 година, во издание на Мисла, првото беше во издание на Институт за национална историја и Нова Македонија, второто издание на Мисла не постави Александар Матковски постави два црвени штита со жолти лавови. Тоа, иако под тие штитови пишува Македонија и Цибер и македонски земје, знамето и грбот е чиста графика. Ако се покријат тие надписи и да го прочитаме што Александар Матковски, најкомпетентниот наш хералдичар, ни постави два бугарски штита. Каде е македонскиот? Разловечкиот символ. Баш е ова решение за Македонија штита. Дозволи Виолета, ова многу повеќе обединува и сите македонски национални партии, како што се обединувале во вториот Илинден и добиле знаме црвено со петокрака и социјалистички тип на грб, тие исто првите илинденци се бореле за црвен лав со жолт штит. Па ајде сега ние сите да дојдеме 20-50 партии нека ги има. Сите македонски национални партии го земаа жолтиот лав на црвен штит како црвена подлога. Тоа никој не им озборува. Самиот автор Матковски на 148 страна од својата книга вели: символот на македонска борба е црвениот лав на жолто поле. Тоа поле кој ќе се заокружи се добива амблемот. Ајде да ги кажеме бугарските историски хералдички штитови. После Берлинскиот конгрес бугарите се очитуваат во Трнавскиот устав член 21 со жолт лав на црвен штит. А ние македонците исто имаме лав на штит кој се ротирани бои. Ние срамота во овие 30 години не стигнавме да си го утврдиме својот печат. Слушам најразлични работи, вака да направиме трети опции, ајде си и прва, и втора, и трета опција, и ВМРО нека биде, и СДСМ, ја бидејќи не сум политичар, и сите различни граѓани нас едно не обединува Македонија. Ама Македонија се пишува и на друг начин, со штит, со знак. Да ве прашам како се пишува Хрватска. Се гледа еден црвено-бела шаковница. Така ли е? Тоа од времето на Томислав во 928 година, веќе со векови, Хрватска е со чест, со гордост и со постоење. Каде сме ние македонците? Ако одиме со... Еве која е разликата на боите и на амблемите. Албанија има црвен штит со двоглав орел. Србија каков штит има од Немањич? Црвен штит исто има бел, но има бел двоглав орел. Значи, ваму една боја менува Албанија, ваму менува Србија. Како ние можеме македонците со жолт лав на црвен штит, што Бугарија го има 140 години во својот историски континуитет? Од време Александар I Батенберг, Фердинанд I и цар Борис III ги прашува македонциве: 4 години кој штит нас не окупираше овдека? И крваво ние сме поминале со вујковци, со баби, претепувани во затвори од бугари. Кој штит го има? Црвениот штит со жолт лав од цар Борис. Па срамота е ние да не можеме македонци да се обединиме кон најсилниот печат. Ми се направи срам со знамето 95-та година 16 краката звезда што ја тргнавме, а ние, ајде и тоа ќе имаме решение, но апсолутно најбитната, кодот на Македонија ние не си го усвоивме во штит. Ајде тука да се концентрираме што да се направи да ние си го усвоиме штитот. 2014 година дозволете